Добро утро за гостинката. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ова е тема за која што мора да се зборува, меѓутоа тема која што се уште може да ја вброиме во табу темите на современото живење кај нас. Тема која се однесува на жртвите на семејното насилство, кои може да бидат и мажи, и жени, и возрастни, и млади, па на почетокот да го дефинираме семејното насилство. Се согласувам, тоа е тема за која што во последно време имаме прилика да слушнеме дека се зборува често, што е за поздрав. Само јас неколку пати во изминативе месеци бев ваша гостинка, надвор од оние 16 дена на активизам, што посебно ме радува, затоа што не треба да бидеме активни само тогаш. Кога зборуваме за семејното насилство, би рекла дека тоа е секоја форма на насилничко однесување кое се случува внатре во домот помеѓу одредени членови на семејството. Кога еден член на семејството покажува надмок и на друг член на семејството, тоа како што рековте не мора да значи. Најчесто се поврзува дека насилникот е маж, а жртвата е жена. Меѓутоа не секогаш треба да бидат тие меѓупартнерски односи. Некогаш имаме насилство помеѓу, односно кога жената го прави насилството, жената е насилник, мажот е жртва, потоа помеѓу внуци кон баба и дедо или обратно, или пак помеѓу децата, помеѓу повозрастните деца, децата према родителите. Секој облик е застрашувачки и во секој од овие форми на насилство постои еден момент на така наречено премолчано насилство, односно кога заради различни причини насилството се премолчува и не се пријавува. Во партнерските односи, кога е мажот жртва, обично тоа е, за жал, се уште срамот од тоа како ќе биде дочекан во општеството и пред неговите блиски, дури пријатели и роднини, кога ќе каже дека е жртва. Знаете, мисли дека ќе има некоја нарушена машкост тука. Кога е жената, тука се уште се бориме со она, кога се наметнува се уште жртвата да се срами и да се плаши, некогаш овој страф е навистина оправден. Видовме дека во Босна неодамна се случи едно такво тешко убиство, еден фемицид се случи во Босна, така да некогаш стравот е оправдан, меѓутоа срамот никогаш според мене не треба да биде. Потоа кога се работи, кога го премолчуваат бабите, дедовците или родителите, тоа е сепак некој оној заштитнички став што го имаат кон внуците, односно кон децата. Било кое од ова не е добро, не е за оправдување и треба да биде навремено пријавено. Споменавте премолчување. Премолчувањето со текот на времето прераснува во одобрување и тоа дејание, дејство или што и да се случува во одредена семејна група се случува, се продолжува и се продлабочува. Дали треба да молчат жртвите? Никако не треба да молчи жртвата, треба секогаш да најде прилика, доколку не е спремна, тоа да го пријави во институциите. Доколку би рекла нема, за жал не имавме едно истражување во кое што навистина гледам дека тие немаат толку доверба во институциите, меѓутоа секогаш треба да имате близок човек на кого ќе му се доверите. Некогаш може да биде пријателка, може да биде роднина, да биде сосед, без разлика колега од работа, не е важно, меѓутоа не треба да се премолчи, затоа што знаете како не е лесно да се остави насилната средина. Меѓутоа, кога ќе оставите, ќе видите дека е многу потешко да се живее во нејзе. Значи, све во свое време, не треба да се остави простор на жртвата. Има многу организации кои работат на овие женски прашања, треба да биде доволно информирана и треба да побара помош и поддршка. Тоа не значи дека веднаш ќе го пријави насилството, тоа не значи дека ќе го остави насилникот. И стручниот работник на кого ќе го пријави тоа или пак како одлучи тоа да биде кон роднина, пријател, како што кажав, или сосед, не треба да прави притисок тоа она да го направи. Туку само треба да биде доволно информирана и треба да добие поддршка и да се осети слушната и разбрана. Информација само за режијата, да се обидеме да воспоставиме контакт со Јована Костадиновска. Ќе продолжиме ние во меѓувреме во студиото. Страф. Зошто страф? Недоверба во институциите. Зошто? Затоа што би рекла дека праксата покажува дека институциите се оние кои постапуваат многу летаргично и индиферентно кон овие прашања. Затоа и немаме многу често институционална завршница за жал. Најверојатно затоа што поради тоа што многу малку се зборува на оваа тема и многу е тешко да се направи. Не мислам дека е заради тоа. Институциите, нивната работа е да изреагираат на ова. Тие треба да бидат запознати со ова, тие треба да имаат доволно свесност дека за овие прашања бара итност и треба да се реши. Има тука други предизвици со кои што се соочуваат центрите, можеби и МВР, не знам, меѓутоа тоа не треба да биде работа на жртвата. Жртвата треба само да пријави. Во овој момент
имам информација дека може да се вклучиме. Јована Костадиновска е на терен со портпаролот на Министерството за внатрешни работи. Јована, некаде на средина сме на разговорот, какви се информациите и податоците кои што доаѓаат од МВР на тема семејно насилство. Министерството за внатрешни работи постојано апелира дека треба да се пријави насилникот. Дел од жртвите, да, го прават тоа, но понатаму се комплицира состојбата со тоа што не може Министерството за внатрешни работи да одговори соодветно. Што се случува и која е реалната слика? На терен ни објаснува Тони Ангеловски, портпаролот на Министерството за внатрешни работи. Добро утро. Добро утро вам и на вашите гледачи. Како сме со бројки со пријави во последниот период за семејно насилство? Тука зборуваме и за жени жртви, но и за мажи жртви. Па, ако ја гледаме статистиката во оваа година, во периодот од јануари до јуни, значи првото полугодие, имаме 540 кривични дела од областа на семејното насилство. Се разбира, најголем дел од жртвите се жени, околу 70%, но имаме добар дел каде што жртви се и мажи. Се разбира, оно што сакам да го кажам и постојано што го повторуваме како Министерство за внатрешни работи. Овие кривични дела мора да се пријавуваат. Ги охрабруваме жртвите да се оттргнат од оние стереотипи, од оние заостанати верувања. Значи, секогаш да се пријавува вакво насилство, за да можеме ние соодветно да го санкционираме. Се разбира, откако ќе се пријави кривичното дело, ние заедно со другите институции, затоа што тука во справувањето со оваа појава мора да биде мултисекторска. И е мултисекторска, значи тука работат Министерството за внатрешни работи, центрите за социјални работи, судовите, јавното обвинителство, значи еден куп институции кои што сите се вклучуваат, се со цел да биде заштитена жртвата, затоа што клучно во овие ситуации прво е жртвата да биде заштитена, односно да се спречи тоа кривично дело, а потоа се разбира и сторителот да биде изнесен пред лицето на правото. Ајде ќе дојдеме и до тој сегмент колку Министерството за внатрешни работи може да ја заштити жртвата. Дали имаме напредок во пријавувањето со оглед на тоа дека вие постојано вршите апели, постојано се организираат и проекти наменети да се објасни што е насилство, што може да се пријави, што треба всушност да се пријави. Имаме ли напредок? Имаме мал напредок во пријавувањето, но сепак тоа не е задоволително, затоа што сите сме свесни дека има кривични дела кои што за жал не се пријавуваат. И оваа прилика ја сакам да ја искористам и апелирам до граѓаните, значи кога ќе видат вакво кривично дело, кога ќе бидат сведоци или жртвата која што е трпи вакво семејно насилство, веднаш да го пријави во полициска станица. Може да го стори тоа и телефонски, може да го стори и лично во полициската станица и се разбира, може преку центрите за социјални работи, може преку невладините организации. Значи, апсолутно битно е случајот да биде пријавен. Не само пријавен, кога ќе биде пријавен и да се остане на пријавата, затоа што за жал имаме многу случаи каде што жртвата ќе пријави насилство, а потоа наредниот ден доаѓа и кажува дека се повлекува од пријавата. И сега иде на таа тема. Тоа е апсолутно неприфатливо, затоа што на тој начин фактички ви се врзуваат рацете. Да, и на тој начин се оневозможува насилникот да биде санкциониран. И затоа ние и кога ќе дојде жртвата, постојано работиме, нашите полициски службеници постојано одат на обуки, особено околу семејното насилство. Благодарност овде кај домисијата на ОПСЕ во Скопје, која што многу ни помага во овие обуки. Значи, се со цел за да можат и нашите полициски службеници да и укажат на жртвата дека мора да обстои во пријавата и на крајот насилникот да биде санкциониран. Добро, жртвите тука кажуваат дека за да останат до крајот на пријавата, тие треба да се чувствуваат заштитени. Може ли Министерството за внатрешни работи да ги заштити? Кои се вашите ингеренции? Што по пријавување? Ќе дојдат, ќе пријават? И што понатаму? Значи, по пријавувањето, значи, тимот во полициската станица кој што работи на случајот прави проценка на ризикот и зависно веднаш се известува нели Центар за социјални работи, обвинителството и пак ќе кажам, овие случаи се работат мултисекторски. И прво и основно е жртвата да биде заштитена. Доколку нели има низана мерки кои што може да бидат изречени. Она што е во нашиот дел е доколку има висок ризик да биде загрозен животот на жртвата, ние имаме право до судот да поднесеме барање за мерка за отстранување на насилникот од домот.
и тие мерки се изрекуваат од 10 до 30 дена. Значи тука судот може да изрече по наше барање мерка за отстранување на насилникот од домот. Исто така, по предлог на Центар за социјална работа може да имаме мерка да не се доближува насилникот до жртвата, да не се доближува до 100 метри. Значи, низа мерки кои што стојат на располагање и кои што се употребуваат, се со цел првично жртвата да се заштити за да не продолжи кривичното дело. А се разбира, паралелно се преземаат мерки и за санкционирање. Доколку, например, се случило во некој стан, кривичното дело, кога ќе дојдат полициските службеници на увид, ги земаат сите докази, разговараат, се разбира и со жртвата, но и со сторителот, се прават службени разговори и на тој начин фактички се со цел да се документира случајот. Крајната цел е насилникот да биде и да се заштити жртвата. Апсолутно, да. Тука стои приведувањето во координација со јавното обвинителство, доколку имаме. Тоа приведување, но колку може да биде тоа приведување? Приведувањето во полициска станица може да биде држан 24 часа, но потоа се предава на обвинителството и обвинителството во координација со судот одлучува дали ќе биде одредена мерка притвор или не. Значи потоа може да има мерка притвор 8 дена, мерка притвор 30 дена, може тој притвор да се продолжува. Тоа е зависно од видот на кривичното дело и од тука веќе одлуката ја носи судот. Но сепак ќе кажам, се работи мултисекторски, поврзани сме сите институции заеднички, се со цел клучно е прво жртвата да биде заштитена од натамошно малтретирање. А дали обвинителството или вие правите проценката на насилникот, како треба понатаму да се постапи, давате ли вие некој извештај со оглед на тоа дека во некои случаи мора да се реагира веднаш? Не е далеко од нас. Навистина не потреса тоа што се случи во Босна. Достапноста до социјалните медиуми е голема, се пренесуваат информациите со брзина на светлината, дури до таа мера се оди сега кога и во живо се пренесуваат злосторства, кои што имаме можности ние да сведочиме, ние да ги видиме. Ние не дека не сме далеку, но сме исто така земја во која што не може да се амнестираме и да кажеме дека не може никогаш да се случи таква нешто тука кај нас. И повторно, прстот е до институциите. Можат ли институциите тоа навреме да го видат и навреме да ги преземат сите неопходни мерки? Апсолутно, значи пак ќе кажам, кога ќе биде пријавен случајот, веднаш се преземаат сите мерки првично и основно за да се заштити жртвата од натамошно злоставување. И тука сме пак во координација, ќе кажам, и со центрите за социјална работа, и со обвинителството, и со судот. Се разбира, зависи од случај до случај. Имаме случаи каде што не само жената, некогаш имаме жената и децата заеднички се малтретирани. Зависно од случајот до случајот се преземаат мерки и се со цел насилникот да одговара, односно да биде изведен пред лицето на правдата, а жртвата да биде заштитена, да не биде понатаму жртва на вакво кривично дело. А ќе го закружиме разговорот со тоа дека треба да се остане доследен на пријавата? Дека тука е клучот? Апсолутно. Не смее да се повлекуваме од пријавата, затоа што на тој начин фактички му овозможуваме на насилникот да остане неказнет и потоа да го повтори делото. Кога некој ќе направи кривично дело, мора да одговара за своето кривично дело. И затоа апелираме до жртвите кои што ги пријавуваат делата да не се повлекуваат од пријавите, туку да останат на пријавата до крај, за да можеме ние како институции, зборувам, Министерство за внатрешни работи, Центар за социјални работи, обвинителството, судот да го санкционираат насилникот, затоа што на таквите насилници местото се знае каде им е. Така е. Благодариме секогаш на одговорот на поканата и да се даде одговор, но и насока понатаму за да се спречат не да Боже действија за кои што зборувавме досега. Ви благодарам вас. Бранко, се враќаме во студиото, се надевам дека разговорот е од помош за продолжување на разговорот во студиото. Пак ќе кажам, заокружуваме со Тони Ангеловски од Министерството за внатрешни работи дека клучот останува на тоа дека жртвата мора да остане доследна на пријавата. А понатаму, како што велат и според податоците, Министерството, но и останатите служби знаат добро да си ја завршат својата работа, но за да можат тоа да го сторат, мора да се остане доследен на пријавата. Благодариме Јована, благодариме Тони, одлични прашања, одличен пресек на разговорот кој што го водиме во студиото. Спомена портпаролот на МВР, Магдалена, каде е местото на престапниците, ќе кажам?
Оние кои што го кршат законот и основните човекови права. Внимателно слушав и ќе се согласам со дел од разговорот, поготово во делот дека треба да остане жртвата достојна, доследна на пријавата и дека треба да не се откаже. Меѓутоа треба тука да напоменеме, баш зашто сум ја некој што зборува во името на некој што работи со жени жртви и во име нивно би рекла дека треба институциите да останат исто така доследни на нивната работа и дека треба да постапуваат навистина онака како што налагаат правилата и законите. Да не излезе ни една жена позбунета од ни една институција од она како дошла таму да се информира. Многу често жените со кои што јас работев ми велеа дека кога одат да пријават во Центарот за социјална работа или пак во МВР, одат со една идеја, замислете која храброст е таа. Значи не зборуваме за обична работа, не зборуваме дека се симнала до маркет да купи нешто. Туку собрала храброст после кој знае колку време, индивидуално е, да отиде и да го пријави насилникот. Ако оттаму излезе позбунета со некои информации што ги добиваат од стручните работници, тогаш навистина не е секогаш до жртвата. Не е Добро, дека дали секогаш институцијата треба да ја советува потенцијалната жртва, затоа што ете не знае дали е жртва, меѓутоа штом доаѓа да пријави, сигурно има нешто, или треба да постапи по пријавата? И двете работи. Треба да ја советува, зашто во тие моменти навистина и треба совет, и треба психолошка подршка, поминала траума, секако дека треба да ја советува. Да, меѓутоа двете работи паралелно. Да, меѓутоа треба и да постапи, да не го гледа како уште еден предмет, уште едно досие што ќе се отвори, туку нешто што треба да се заврши. Како да се препознае насилникот? Кои се облиците на семејно насилство? Би рекла дека не е секогаш лесно да се препознае насилник. Кога зборуваме за физичко насилство, тогаш навистина е полесно. Сите знаеме како изгледа шамар, сите знаеме како изгледа било кој физички акт. Последиците од тоа што се случува. Да, меѓутоа кога зборуваме за психолошко, пошто има неколку облици на насилство, значи кога зборуваме за насилство, зборуваме за физичко, економско, психолошко, сексуално. Физичкото и сексуалното може би се препознаваат повеќе, меѓутоа економското и психолошкото се многу суптилни. Обично сите насилници се манипулатори, многу вешти манипулатори. Тие имаат алатки и техники кои ги користат и кои навистина жртвата може би да не препознае дека е жртва. Додека се освести веќе е доцна, таа ја изгубила цела поддршка околу нејзе. За да не кажувам дефиниции, би кажала конкретни примери, затоа што може би е некоја жртва која во моментов не гледа, како да препознае полесно дека е жртва. Многу често насилникот губи контрола, а во исто време губи контрола над неговите чувства и постапки, со тоа што, ете како што кажа, физички се пресметува или пак, не знам, крши предмети по дома, значи има некој афектно однесување кое не е нормално и не е за одобрување. Потоа сака да ги контролира незините финансии. Тука зборуваме за економско насилство. Она работи, меѓутоа тој ја зема платата и тој раководи со семејниот буџет. Во некои ситуации можеби тоа е договор навистина ако подобро знае. Меѓутоа зборувам кога тоа не е договор, туку кога тоа е наметнато. Добро, зборуваме за конкретни ситуации. Потоа, да, зборувам за економско насилство, кога не дозволува да работи или кога дозволува да работи само во една смена, кога е посесивен. Доволно е да препознае жртвата дека кога поради некои негови постапки или поради некоја неизина изјава, она се плаши да ја каже на глас, затоа што знае што следува. Тоа е веќе знак дека она живее во насилна средина. Кога ограничува движење, кога ограничува со кого ќе биде во контакт и во комуникација, пријатели, роднини, тоа му е идејата, да ја отргне од поддржувачката средина, за да може полесно да контролира и да манипулира. Добро, се работи на тема да се препознае насилникот, да се спаси жртвата. Дали се работи на тоа да се откриат кои се мотивите кај насилниците, што ги поттикнува да го прават тоа? Јас се помалку слушам дека овдека некој, не знам како е во светот, меѓутоа во регионот многу малку се работи со насилникот и тоа е грешка, затоа што една жртва ќе се спаси, меѓутоа тој ако остане ист, ќе најде нова жртва. Слушнавме дека зборуваат за мерки кои се преземаат, меѓутоа најчесто тоа, не знам колку знаат луѓето, дека тоа е најчесто условна казна. Значи насилникот е сепак на слобода, зависи од делото, меѓутоа така е во поголем број на случаи. Насилникот е се уште на слобода. Ако се ослободи ако жртвата се ослободи од него, тоа не значи дека тој се ослободил од неговото однесување, тој ќе најде следна жртва. Веќе следната што ќе биде во интимен однос со нејзи или било каков, таа е потенцијална жртва.
Значи треба да работиме со насилниците. Не можеме да кажеме од каде доаѓаат. Можеби повеќе од дисфункционални семејства. Меѓутоа никогаш не знаете кој све може да стане дефиниција или рамка од такво семејство или во такво семејство се појава семејно насилство? Не. За жал, навистина може да се случи во секој... Прашањето е во насока дека може секому да... Може секому да му се случи и дури може во секој период од животот. Не значи дека ако во одреден, ако во првите 10 години се било супер, дека во наредните ќе биде така. Значи само треба навистина да ги отвориме очите, убаво да гледаме, да препознаеме и да реагираме на време. Едно прашање од вашата потесна специјалност, зошто жртвите се враќаат кај насилникот? Нели им е доволно, нели им е доста во животот? Да, навистина ова е едно прашање на кое што ние работевме, поготово како паблик во изминатиот период, затоа што ние имаме наша верифицирана програма социјално менторство за работна интеграција. Ние ја даваме онаа економска поддршка, односно да излезе на отворен пазар на труд. Процесот е таков што даваме поддршка во процесот на работна интеграција, да излезе на отворен пазар на труд, меѓутоа и да го задржи вработувањето. Постојат многу организации кои се бават со овие прашања, некои даваат бесплатна психолошка поддршка, која е навистина од круцијално значење во тие први моменти кога жената е се уште по траума, кога го остава насилникот. Потоа бесплатна правна поддршка даваат организации, која исто така е многу важна, затоа што обично после оставањето следува развод или борба за старателство и нели најчестото заплашување е дека ќе ги одземе децата. Тука навистина е клучна. Меѓутоа, кога овие две работи ќе се завршат, еден логичен чекор кој следи за жртвата да остане доследна на тоа да го остави е да биде економски зајакната. Во првиот момент, кога ќе биде она гладна, нема да се врати. Меѓутоа, кога ќе бидат децата гладни, тоа е она што ми го споделуваат жртвите со кои што јас работев, она секогаш ќе одлучи да не ги гледа нив гладни, туку да се врати назад во насилната средина, точно знае што ја чека, меѓутоа тука зборуваме за избор. Нема избор. Ние преку нашата програма работевме со 15 жени жртви, сите најдоа вработување, дел од нив две, односно беа вработени, меѓутоа работевме на постигнување други вештини, како да го унапредат своето работно место, работната позиција, со тоа да земат поголема плата. Од тие 15 жени, ниедна не се врати назад кај насилникот. Тоа ме охрабрува да мислам и да верувам дека секоја жена која била жртва и која ќе биде навистина вака поддржана, тука е потребен еден меѓусекторски пристап помеѓу нас организациите кои го работиме ова, која кажав веќе со што све каква поддршка им е потребна помеѓу институциите, пошто ние можеме све да направиме. Меѓутоа институциите носат одлуки. Нивното за жал повеќе вреди од нашата во одреден период. Тие се оние кои постапуваат. Ние можеме само поддршката да ја дадеме. Така зајакната жена, мислам дека навистина може би некогаш некоја ќе се врати. Тука имаме која емотивно може би не расчистила со партнерот. Меѓутоа она која навистина сака да продолжи понатака со животот, нејзи е доволно да ги добие овие работи, пошто пазете тука постои ризик и од бездомништво, доколку она нема средства да плати, тука треба некој сериозно да се позанимава со домувањето. Центри постојат ли за... Постојат шелтер центри, меѓутоа тука колку и да се тие супер опција на почетокот кога она навистина нема каде да оди. Не може да биде постојано и малце условите се поинакви него што ги имала дома. И исто така тука зборуваме за еден вид на некоја социјална изолација, затоа што децата веќе не се во нивниот дом, не се со другарчињата во близина, одат на непозната локација и секога жртвата, мислам дека за жртвата е многу подобро да се реши домување, да се најде соодветен стан под кирија и барем во првата година да бидат сите тие сметки платени, а потоа она мора и треба да продолжи сама. Кога е ултимативниот момент кога жртвата решава да го прекине односот? Се плашат ли од тоа дека ќе им се префрла, дека се тие кои што го растураат бракот, кои што растураат заедницата и кои што практично го напуштаат домот? Постои ли и таков социјален страв, да речеме, од осудата на... Секако дека постои, со право постои. Би рекла дека првиот дел на прашањето да го одговорам, кога се решаваат, зависи од степенот на насилство, зависи од прагот на толеранција и зависи од незината информираност и од тоа кој све излегол во пресред за поддршка. Го остава насилникот, меѓутоа потоа како продолжува, нели е тоа прашање на кое што
претходно зборував. Кога тие ќе се вратат, кога ќе решат да го одлучат, некако природно ви доаѓа да се вратите кај вашите родители. Тука таква е ситуацијата. Парите кои платата, финансиите кои ги имаме не дозволуваат она веднаш. Не сме скандинавските земји, па они веднаш почнуваат, имаат веќе голема заштеда, почнуваат, продолжуваат да живеат како достојно, како што треба да живеат. Тука се решаваат социјалниот момент, општествениот момент е многу поинаков од и прифаќањето на тоа секако. Кај нас тоа е проблемот, на тоа сакав да одговорам. Кај нас тука постои двојна виктимизација. Она кога ќе се врати дома, многу често, не секогаш, некогаш на вистина родителите, роднините им се многу голема поддршка. Меѓутоа многу често кога ќе се врати дома, она е подложна на двојна виктимизација. Односно, кој може да си го осуди детето? Па многу често се случува, за жал, тука, знаете како, од мали не учат како треба, девојчињата поготово, како треба да го сочуваме бракот, да го чуваме мажот. Да го сочуваме мажот, да го семејството. Брачните партнери се тоа сакав да кажам. Се подеднакво треба да се. Да, никој не учи како да се заштитиме себе си. Никој не учи како, поготово девојчињата, никој не ги учи како да се заштитат себе си и како да бидат, знаете, не учат како образот да го сочуваме, ама не нашиот, туку оној семејниот, поважен е нашиот, да не дозволиме никој да не удри на образот, а не да го сочуваме семејниот само затоа што ќе ги осрамиме родителите, затоа што некогаш сме направиле погрешен избор или во тој момент бил вистински. Потоа се промениле работите. Значи никогаш да не го дозволиме тоа. Секој има право на погрешен избор и секој има право на нов избор. Каква е институционалната заштита на жртвите? Нешто Јована и Тони отворија во линковското вклучување, меѓутоа изворно од оние кои што работат директно на таа тема. Дали институциите во Македонија доволно ги штитат жртвите на семејно насилство? Без разлика дали се мажи, жени, возрастни, млади? Да, без насилство е насилство, без разлика врз кого се и жртва е жртва. Ако треба да одговорам кратко, ќе речам не. Никак по мене многу е далеко од она како треба да изгледа институционалната заштита. И потоа да не се чудиме зошто нема пријави и зошто не веруваат во системот. Не е поразително кога ќе дојде кај мене во канцеларија, мене не ми беше поразително зошто не пријавиле. Поразително ми било фактот дека ги одвратило туѓо искуство. Значи, тие веќе не веруваат, тие не ни отишле, немале ни искуство, можеби нивното би било позитивно. Меѓутоа, каде погрешивме што тие не ни се охрабриле да отидат дотаму не затоа што се плашат од насилникот во тој момент, туку затоа што не веруваат дека некој ќе им помогне. Тоа е уште попоразително. Ние правевме едно квалитативно мало истражување, меѓутоа скроз само наменето кон жени жртви и тука одговорија дека многу малку веруваат во центрите. Не ги знам точно бројките, меѓутоа мислам дека 65% беше дека не веруваат воопшто во центарот и нешто така околу 40 дека проценти дека не веруваат во МВР. Значи, ако не веруваат во тие две институции што треба да постапат, некаде сериозно грешиме. Организациите на вистина прават голема работа во овие кои се бават со овие прашања. Меѓутоа, пак ќе повторам, институциите се оние кои треба да ја влеат довербата кај генерално кај народот, па и кај жртвите, па потоа организациите заедно системски, сите заедно можеме. Ние сме системот. Ние можеме да го сработиме ова заеднички. Системот е демократизиран, барем така сакаат да ни сервираат оние кои што го прават системот и кои што го раководат. Постои ли некаква паралела меѓу она едно поранешно време кое што не е толку многу одамна, 30 на години наназад, кога живеевме во една поголема држава и првите години од осамостојувањето и времето денес. Се чувствува некако дека многу е послободно општеството, па со тоа послободно и за сите оние кои што ќе се решат да едноставно не го почитуваат законот. Се согласувам дека живееме во некое друго време, секако дека сме прво да, треба да бидеме слободни, меѓутоа и премногу слобода е па се во рамките на било кој, за се е така, све треба да биде во рамките на некои граници. Ќе се согласам дека многу слобода во било кој сегмент не е добро, меѓутоа која прави рамката треба да видиме.